Дарувањето крв и понатаму останува доминантна активност на Струмичкиот Црвен крст. Голем е бројот на крводарители кои учествуваат во акциите на оваа организација. Меѓу нив е и Тимо Комаров, кој досега крв има дарувано 62 пати. За него, дарувањето крв не е само хуман чин, туку и духовно задоволство, бидејќи му дава поинаква смисла во неговиот живот. Имам дарувано крв околу 62 пати во евиденција на книшка и дополнително по интервентни случаи, на хитни случаи, студентски денови, тогаш немаше евиденција, беше позначна Југославија. Зошто? Прашањето е прво за спасување човечки животи, бидејќи крвта е незаменлива, а од друга страна па самото човечко тело со самото дарување ствара таква една, како да се изразам сега, навика и потреба да се бори за нешто што му недостига. Цели 40 години дел од оваа организација е и примариус доктор Васил Тунев. Започнал како волонтер, а денеска е начело на општинската организација. Доколку може да се врати назад, повторно би го направил истото. Вели, условите се многу подобри за работа отколку порано, а со тоа и можностите да се помогне на некого многу поголеми, посебно преку проектите што се реализираат. Кој ќе се зарази со Црвен крст ќе остане цел живот во него. Значи, мојот ентузијазам не престанува. Јас сум веќе човек кој што надмина 70 години, но ентузијазмот ме држи како да сум 40. Тоа ме држи помлад. Јас работам со млади луѓе и младалачки размислувам, така да ми дава тоа енергија и ветер во грбот. Пред 40 години беше друго, потешко беше финансиски да се преживее. Сега со проектите, дојде време на проекти, по-лесно дишиме. Во моментот во општинската организација на Црвениот крст во Струмица се реализираат голем број проекти во кои се вклучени близу 800 волонтери. Резултатите од нивното работење беа презентирани на посебна свеченост со која Струмичкиот Црвен крст се приклучи кон одбележувањето на јубилејот 80 години Црвен крст на Македонија. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија.